Здраво на сите и добродојавте на нова рецензија на книга. Во ова видео ќе направам еден краток осврт, ќе кажам неколку збора за еден класик, за еден култен роман напишан пред 2 века, а всушност пред 2 години се одбележа 200 годишнина од издавањето на овој роман, а тоа е Франкенштајн од Мери Шели. И кога ќе го слушнеме името Франкенштајн, сите си имаме одредена идеја, сите имаме одредена замисла за што се работи во овој роман, без разлика дали сме го читале или не сме го читале. Постојат некои книжевни ликови, например како што е Пинокио, правев пред некое време едно видео за тој роман од Карло Колоди, и наречеме ликови книжевни кои што на некој начин ги надминале романите во кои што се зборува за нив и си живеат свој собствен живот надвор од рамките на тој роман и станале речиси митови или културни икони и веднаш и символи за нешто. И кога ќе го слушнеме името Пинокио, веднаш секој од нас има замисла одредена за Пинокио, дека тоа е детето кое што кога лаже, носот му расте. Меѓутоа интересно, јас се шокирав кога го читав, за прв пат го читав книгата пред некое време. Всушност растењето на носот се спомнува само 2 или 3 пати во романот и воопшто не е некаква си главна тема или главен момент во самиот роман. Друг таков книжевен лик, да речеме, Дон Кихот може да го земеме. Дон Кихот, кога ќе го слушнеме името, секој едно нешто што веднаш ни паѓа на уме, борба против ветерниците. Борба против имагинарни замислени противници. Дон Кихот. Фауст може да го земеме. Фауст, легендата за Фауст пред Гете да го напише неговото дело, таа е стара легенда во која што веднаш помислуваме на некој кој што за одредена добивка, во случајот на Фауст за знаење, за задоволства, склучува пакт со ѓаволот. Си ја продава душата на ѓаволот за да добие нешто. Токму таков лик е и Франкенштајн. Можеби најсилно изразен од сите овие што ги споменав. Затоа што Франкенштајн се има претворено во еден модерен мит. И бил предмет, Франкенштајн е предмет на милион представи, уметнички обработки, на филмови се снимани, значи не исцрпен извор на инспирација и преработки. А оно што е најинтересно, мене што еден од фактите во врска со овој роман, што многу ме воодушевува е самата писателка Мери Шели и на која возраст го има напишано овој роман. Значи Франкенштајн исто мислам како Пинокио, еден од оние романи кои што сите го знаеме или ликот го знаеме, но не се оние луѓе кои што навистина ја прочитале книгата. А ако ја прочитате книгата, овој роман, ќе се изненадите колку е всушност ова одлично безвременско дело. Ова на македонски јас ја имам во издание на Магор, во превод од Марија Джонс, изданието е во 2009 година. Значи ова издание може да го најдете, мислам дека има во книжарниците или може од библиотека да си ја позајмите или може да ја читате и на англиски ако знаете добро англиски. Да кажам неколку најпрва збора за Мери Шели, затоа што нејзиниот живот е многу интересен и трагичен всушност. Таа била дете на двајца познати интелектуалци од почетокот на 19 век. Нејзината мајка, исто Мери Волстонкрафт, е позната феминистка во тоа време, чи пионер во секој случај. Нејзиниот татко Вилијам Годвин е познат филозоф, либерал, исто така се залагал за еднаквост, значи за права на жените, што било доста радикално пред 200 години. И таа растала во дом на страшни интелектуалци, уште од мала ги читала делата на филозофите, класичните дела од античката литература. И интересното е што на 16 години или 17 со поетот Перси Шели, кој што веќе имал жена, имал и дете, и самиот бил, мислам дека некои си 20 на години имал, бега заедно со него и романот се раѓа во ситуација кога заедно со него и незината сестра ќе се приклучи, бегаат од Англија, одат во Швајцарија и во една куќа покрај Женевското езеро. Тамо и лорд Бајрон се собираат заедно и седат, мислам, неколку месеци. Еден ден Бајрон ќе предложи, ќе каже ајде да напишеме по една приказна со духови. Ghost stories или приказните за духови или со духови биле популарни во тоа време. А исто така овој роман влегува и иако мислам
дека го надминува тој жанр и некои го сметаат за прв научно-фантастичен роман, влегува во жанрот на готик литературата и Мери вели дека подоцна вели дека едноставно како во некоја визија, како во некој сон таа видела еден млад човек, еден млад блед научник кој што прави експерименти, пробува да создаде една креатура, едно суштество и потоа го пишува романот. Романот го пишува на 18 години и најпрво е издаден анонимно и дури подоцна во 1931 или 2 мислам дека романот кога таа се го става своето име како автор на овој роман. Незиниот живот е трагичен. До 25 години, мислам, кога наполнила, веќе имала неколку деца што ги родила и умреле. Бајрон умира во меѓувреме. Перси Шели исто умира. Бившата сопруга на Шели се самоубива. Значи, жената е до 25 години веќе имала претрпено тотален хаос, трагедија и големи жалости во незиниот живот. Меѓутоа, она што го направила на 18 години е нешто гениално, барем според мене. Да кажам нешто во врска со самата книга. Нема да откривам многу, значи сите ја знаеме главната линија, меѓутоа да кажам неколку работи само што можеби ќе ве заинтересираат да стварно ја земете романот да го прочитате, ако не сте го читале до сега. Значи ова е епистоларен роман. Почнува со писмата кои што ги испраќа еден млад човек на неговата сестра во Англија. Тој е некаде во северните мориња, има собствен брод и е на одредена експедиција и тамо додека пловат и навлегуваат во помеѓу тие санти мраз во Северното море и се заглавени, не може да излезат да изманеврираат и ќе видат во далечината на мразот на голема креатура, едно суштество како се движи на хоризонтот. И јас тој момент кога, знаејќи ја приказната за Франкенштајн, јас тој момент кога го читав романот, таа слика тотално ме воодушеви. Уште на самиот почеток некаде на хоризонтот гледаат нешто се движи, меѓутоа е многу поголемо од обичен човек. Заглавени тамо, подоцна ќе најдат еден човек, измрзнат, истоштен, ќе го качат на бродот, тотално е човекот неспособен да функционира, ќе му се поврати животот, ќе се опорави малку и тој ќе им раскаже што всушност е приказната. И тоа е Виктор Франкенштајн, еден човек, еден научник кој од тука почнува да им ја раскажува својата приказна. Да, Франкенштајн е името на научникот, а не на суштеството. Иако Франкенштајн монстерот, чудовиштето, денес многу луѓе сметаат дека е дека се вика Франкенштајн, меѓутоа чудовиштето нема име во романот. Е неименувано всушност. А Франкенштајн е презимето на научникот кој што ќе го создаде ова суштество. И тој ја раскажува неговата приказна, како растел, како оди на факултет сосема на кратко и како еден ден не заслепен, туку обземен од желба да направи нешто од науката, тој ќе се обиде од човечки делови да оживее еден труп и да едноставно да внесе живот, да создаде живот. И тоа не е без контекст. Во тоа време и Мери Шели ги читала тие книги и била запознаена со тие експерименти научни за во тоа време. Тој процес на електрицитет, галванизација, во кој што се на мртва материја да се внесе живот и да се оживее. Виктор Франкенштајн ќе успее во тоа, ќе го создаде, тој во споредба со човек е диспропорционална креатура, многу поголема од човек, меѓутоа ќе се исплаши во тој момент од она што го направил и ќе побегне. Ќе побегне истоштен целиот, знаејќи дека го оживеал ова суштество. Приказната продолжува понатамо, поминува време, ќе се врати назад од студии во неговото родно место и на планина во Алпите ќе се соочи со неговата креатура, ќе се соочи со ова суштество. И ќе видите, има многу нешто што се случува измеѓу и тоа е убавото во романот. Ќе се соочат и од тука суштеството му вели мораш, ти си мој создател и мораш да ме сослушаш. И почнува да раскажува неговата приказна. Сега имаме друг наратор, а тоа е суштеството и раскажува како всушност што се случувало од кога
станал едноставно, од кога се разбудил, станал свесен како живо суштество и што се случувало со него. И ќе видите, тука нема да ви откривам како всушност тој се стекнува со знаење, со размислување, со говор и така натаму. И тој бара од него и му вели, сакам, целосно сум како проколнат, едноставно страдам во моето постоење и ми треба некој сличен на мене со кој што ќе можам да го поминам животот. Создај ми некој сличен на мене и веќе нема да ме видиш. Франкенштајн ќе се согласи на тоа и ќе видите што се случува понатаму и ќе видите како ќе заврши романот. Меѓутоа, премотуваме напред и гледаме всушност, ќе видиме како ќе заврши приказната. Приказната завршува со тоа што Франкенштајн е целосно обземен за да го уништи неговото суштество и го брка, речиси, нели, до северниот пол, да едноставно да го прекине неговиот живот. И тоа суштество што се оди по мразот е всушност суштеството, чудовиштето, а Франкенштајн, едноставно Виктор Франкенштајн не може, целиот живот негов е сведен на потрага по него, пробувајќи да го убие. На 18 години Мери Шели го напишала овој роман. Меѓутоа самото сиже, самиот начин како е раскажан, воодушевува, толку ќе кажам, за некој што имало 18 години, на девојка што имала 18 години и го составила тој роман, за да до ден денес Прометеј, ликот што всушност не Прометеј, Франкенштајн или модерниот Прометеј е всушност, заборавив да кажам, поднасловот на ова дело. И тука има многу символика. До ден денес Франкенштајн има станато модерен мит и до ден денес е подложен на милиони интерпретации и толкувања. И уште од тоа време, од барање паралели меѓу француската револуција до денешни феминистички толкувања, до и најочигледното прашањето на етичкото, моралното прашање на науката, на вештачката интелигенција, на генетските модификации. Значи, каде се границите меѓу, нели, односот меѓу создател, создадено, морални дилеми. И тука е тоа ставено на читателот и тоа е убавината. Она што Мери Шели го остава е всушност не чудовиштето, негативецот. И не е Виктор Франкенштајн оставен само единствено како позитивецот. Всушност таа остава одредена амбивалентност помеѓу тоа. И тоа е всушност мајсторијата, да едноставно да на моменти сочувствувате со Виктор Франкенштајн, а на моменти се препознавате и сочувствувате со чудовиштето, со креатурата што тој е создал, и тој е однос комплексен и до ден денес всушност не се исцрпени толкувањата на Франкенштајн, и тоа е големината на ова дело. Така што намерно не ги пополнувам дупките во средина на действието, оставам на вас да ја прочитате. Оваа книга е безвременска книга, која што треба да се прочита. И толку од мене за ова видео, се надевам ќе го разбуди вашиот интерес да ја прочитате оваа книга. Имате милион представи и филмови за тоа, меѓутоа секогаш е најубаво да не се читаат, да се читаат оригиналите. Океј, да се читаат книги за книгите, особено тоа во филозофијата и во други области, меѓутоа најубаво е секогаш да се читаат оригиналите. Па после да се гледаат филмовите и да се читаат книгите кои што ги толкуваат книгите што сме ги читале. Така што ве поздравувам, чувајте се гледаме со наредна рецензија и останете со здравје. Чао, чао.